Злоупотреба на службената положба и даночно затајување се кривичните дела кои граѓаните најчесто ги пријавуваат до финансиската полиција. Опишуваат како се правел криминалот, како им барале мито или корупција, а до финансиските инспектори доставуваат пријави за сомнителни трансакции. Во последните 5 месеци имало дури 147 пријави, а по сите веќе се постапува, вели директорот Слободан Ивановски во изјава за Алфа. Сите предмети ги третираме подеднакво, тврди тој, но да објаснува и дека во иднина предметите со поголема финансиска штета ќе имаат приоритет. Според Законот за кривична постапка, секој еден граѓанин и секоја институција која што на еден или на друг начин има индиции за сторено кривично дело или ќе допре до докази за сторено кривично дело, истата има обврска да достави до нас како правосудна полиција или до правосудните органи, да достави пријава во која што ќе ги наведе тие докази и во која што ќе ни даде насоки во кој дел е сторен криминалот и на кој начин. А од наша страна потоа е обврската ние да постапуваме по истото. Финансиска до обвинителството има поднесено над 20 кривични пријави за периодот додека Ивановски е директор и за нив сега на потек се обвинителите. Предходно не воделе таква статистика, затоа што обвинителството има обврска да ни известува, но во некои случаи не известувало, во некои не известувало. Сега сме во тек на изградба на таков систем, да биде тоа континуирано известување и да имаме увид до каде се нашите постапки. Имено сакам да нагласам дека во овој период, додека сум јас на чело на Управата за финансиска полиција, поднесени се 22 кривични пријави, кои што во себе вклучуваат констатирана штета од околу 620 милиони денари на буџетот на државата. Вкупно се поднесени 34 пријави. До сега нема статистика за колку од поднесените кривични пријави од финансиска биле отворени истраги во обвинителството, стигнале до суд со обвинителен акт или пак веќе има правосилна пресуда. Ние секогаш вршиме консултации со обвинителство, некаде наидуваме на разбирање, некаде не наидуваме на разбирање, но генерално можам да кажам дека се уште е рано да збориме во тој дел, затоа што ние предистражната постапка ја водиме во финансиската полиција, кога ќе имаме доволно докази и аргументи за одреден случај, поднесуваме соодветен поднесок до јавното обвинителство, односно кривична пријава, и врз основа на таа кривична пријава, значи обвинителот носи јавна обвинителска одлука и треба да видиме дали тој предмет би го процесуирал и би завршил со правосилна судска пресуда. Во тој момент ќе можеме да кажеме каква е соработката и дали нашите пријави се доволно процесуирани и се завршени со правосилна судска пресуда. Управата за финансиска полиција е составен дел на правосудната полиција како орган за кривичен прогон на организираниот криминал и злосторничко здружување, проневера и злоупотреба на службената положба и овластувањата, несовесно работење во службата, перење пари, криумчарење, недозволена трговија, како и измама. Во моментов финансиска располага со 30 инспектори, што е недоволно да се влезе во костац со криминалот. Побарано е зголемување, а Министерството за финансии веќе ги одобриле вработувањата.